Билал Касами, првиот човек на Беса, тргна и против своите партнери од Вреди со неговата изјава, односно повик за гласање во вториот круг за скандалозниот кандидат на ДУИ за градоначалник на Кичево, Фатмир Дехари. Според дел од аналитичарите, Касами, кој по јасната порака од премиерот Христијан Мицкоски, ретерираше откажаното, сепак покажа несогласување со другите од Вреди. Касами подоцна се переше дека неговиот став е ист со оној на коалицијата, која отворено порача дека контроверзниот Дехари треба сам да се повлече. Според политичкиот аналитичар Љулзим Фаризи, кандидатот за градоначалник на Тетово ја бутка својата Беса кон опозиција. Мислам дека Билал Касами сака да го прави истиот филм како во 2020 и 2021 година, односно во 2020 година, кога се сеќаваме, влезе со СДСМ и во вториот круг исто со СДСМ, но од кога ја доби општината се тргна од владата. Јас мислам и предпоставам дека истиот филм ќе го прави и сега, односно истото сценарио ќе го направи, од кога ќе го освои општина Тетово, а имајќи во предвид дека ги има и две други општини во пологот. Од Вреди ги демантираа шпекулациите изјавата на Касами, кој го повика гласачкото тело од албанската заедница да гласа за кандидатот на ДУИ Дехари во Кичево. Од коалицијата порачаа дека нема да дадат поддршка на кандидат кој, како што велат, има голема дамка, алудирајќи на неговиот скандал. Според Фаризи, на Влен треба да им биде јасно или ќе соработуваат со ВМРО ДПМН или ќе одат во опозиција. Вреди, мислам дека треба да иде фер плей во политиката, треба да им е јасно дека или ќе соработат со ВМРО ДПМН како коалициони партнери или сакат да одат во опозиција. Третото нема. Така што тоа барањето на повлекување на кандидатот на ДУИ во Кичево, мислам дека е нонсенс и веќе тоа е демоде за политичката сцена во Македонија. Председателот на владата Мицкоски го предупреди Касами, но и целата коалиција дека за стабилна власт со нив потребно е единство околу заеднички вредности, а не поделби по етничка или идеолошка линија. Мицкоски се опомена дека сите политичари што се надеваат дека со етноцентрични теми ќе добијат нешто од политиката, треба да научат од примерот и од падот на ДУИ. Во спротивно, порача Мицкоски, нема разлика помеѓу таквите и Али од Зајас, кого сакаат да го заменат. Ако е тоа така, тогаш апсолутно не ја гледам разликата помеѓу нив и Али од Зајас, кого сакаат да го заменат. Не треба луѓето да се третираат како контингенти гласови кои може човек да ги насочи. И тоа е погрешно. Луѓето треба да се третираат како луѓе со човечки судбини кои сакаат подобар живот и кои треба да гласаат по сопствено убедување. Изјавата на Касами ја осудија од Сојузот на борци од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија од Тетово. Преку соопштенија порачаа дека вакви ставови и изјави придонесуваат за етничка нетрпеливост и раздор и се насочени кон загрозување на територијалниот интегритет и унитарноста на државата.